ВМРО ДПМН денес открива дека 88,8% од производството на струја во април било домашно и дека државата ја намалува зависноста од увоз. И покрај тврдењата на опозицијата дека електричната енергија ќе поскапи за 5%, реалното зголемување изнесува 2,28%, што е меѓу најниските стапки на зголемување во Европа. Истовремено, со нови законски решенија се отвора можност за намалување на цената на електричната енергија за домакинствата за 5 до 10%, а со преземените мерки за субвенционирање на електричната енергија директно се заштитува стандардот на граѓаните и се спречуваат ценовни шокови за домакинствата. Стои во денешното соопштение на ВМРО ДПМН. Од СДСМ денес предупредуваат дека следната година ќе биде кризна со храна поради недостаток на вештачко ѓубриво, но дека власта нема стратегија за предстојната криза. Македонија веќе ја живее својата верзија на оваа криза. Не утре, сега. Земјоделците повторно преговараат за цена што едва и го покрива трудот. Откупот на пиперката се реши дури откако кризата излезе на јавност. Мицковски потоа изјави дека се тече според очекувањата. Тоа е истата шема. Прво хаос, потоа договор во последен момент, потоа пресконференција дека проблемот е затворен. Земјоделецот што го произвел родот не живее од изјави, живее од цена, рок на откуп и исплата. Велат од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.